Продавам ваучер за електронски уреди во износ од 15.300 денари за лаптоп, таблет, персонален компјутер, кој може да се искористи во поголемите продажни салони. Локација Скопје. Цена 11.000. Лајки ќе ве контактирам. Вакви огласи масовно се шират на социјалните мрежи. Студенти кои добиле ваучер од државата го продаваат за кеш, и тоа за значајно помала сума. Но се отвора дилемата, како ќе го користи ваучерот тој што го купил. Мислам дека и да ги препродаде, не би можеле да бидат искористени, бидејќи таму се со лични податоци, така што мислам дека се тие обиди јалови, но тоа мене ме загрижува. Злоупотребата и фалсификувањето на ваучерот за набавка на електронски уред подлежи на казна согласно со кривичниот законник. Стои во законот за издавање ваучери. Од друга страна, студенти запишани на мастер студии се пријавили и добиле ваучер, иако не им следува. На постдипломците вчера им бил пратен мејл дека не можат да го искористат затоа што не ги исполнуваат условите. Законот вели дека право на ваучери имаат студентите на додипломски студии, на интегрирани студии до 29 години. Тоа е законот и според законот така и ќе си добијат студентите ваучери. Од опозицијата пристигна критика. Се случи дебакал на една неспособна власт, која не знае да организира ниту наједноставна мерка. Ваучери за електронски уреди за студентите од првиот циклус на студии. Прашање е дали се направени и намерни злоупотреби. Власта создаде ситуација во која за младите е непознато што ќе се случи со студентите кои веќе земале уред со одобрениот ваучер. Никој не виде бенефит од оваа власт. Не може младите во Македонија да бидат колатерална штета на неспособноста на ДПМН, велат од СДСМ. Заклучно со вчера, 27.000 студенти ги подигнале ваучерите. За оваа намена, владата одвои на 13 милиони евра од буџетот. Мартин Арсов, Сител телевизија.